Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Имам чест по билатералната средба да ги најавам изјавите на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздич. Премиере Заев, повелете. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, дозволете да споделам огромно позитивно чувство од посетата на премиерот Звиздич овде во Македонија. Македонија и Босна се големи пријатели, имаме одлична соработка, немаме отворени прашања, се трудиме заедно како први луѓе во извршните власти на двете земји, како да овозможиме унапредување на соработката од секој можен аспект. Затоа ја користиме секоја можна прилика на средби за да охрабриме деловната заедница, нашите граѓани, туристичките работници, работниците од областа на културата, образованието да градат колку што е можно поинтензивна и по-оперативна соработка помеѓу двете земји. Мене ми е посебно драго што и председателот на Советот на Босна и Херцеговина, премиерот Звиздич, ја искористи можноста да биде денеска присутен овде по повод самитот 100, кој што се одржува во Скопје, заради тоа што навистина деловната заедница од целиот Балкан е многу важна за развојот на самиот Балкан, но и за нашето поставување во очи на развиените европски западни земји. Јас сум убеден дека денешното наше учество на самиот самит ќе значи едно ново охрабрување на деловната заедница, но исто така сум многу убеден заради тоа што еве и овие слики и видеоматеријали од нашата посета, од оваа посета на премиерот на владата на Република Македонија, ќе значи секако севкупно охрабрување на граѓаните од двете земји. Нашите заеднички ставови ги знаете дека целиот Западен Балкан, вкупно 6 земји аспиранти за полноправно членство во Европската Унија, градиме заедничка стратегија, заеднички регионален настап, меѓусебно се подржуваме и помагаме, со што ќе си помогнеме сите за побрзо полноправно членство во Европската Унија, но пред се ќе си помогнеме помеѓу двете земји за унапредување на севкупната соработка помеѓу двете земји, но и севкупната соработка во целиот овој наш регион, кој што негува секако исти аспирации и иста иднина за своите граѓани. Навистина, овие месеци изградивме и лично добро пријателство со премиерот Звиздич и јас сум убеден дека и тоа лично пријателство само ќе биде дополнителен придонес за напредување на соработката помеѓу нашите две земји. Работиме на отворените прашања, знаете дека потпишавме договор за напредување на соработката во земјоделството, потпишавме договор за користење на возачките дозволи, следува веќе имплементацијата и потпишувањето на договорот за патување помеѓу двете земји со лична карта, работиме на унапредување на авионската линија помеѓу поврзување на Скопје со Сараево, а секако овде се можностите да биде и Подгорица заедно вклучена, заради тоа што комуникацијата, поврзаноста помеѓу земјите дефинитивно отвара огромни можности за севкупно унапредување на соработката помеѓу нашите граѓани. Јас сакам само уште еднаш да ги охрабрам нашите граѓани навистина да гледат комплетно позитивно, да прават чекори према Босна и Херцеговина и према целиот овој наш регион од Западен Балкан, убедени дека со меѓусебното дополнително соработување и напредување на соработката можеме само да си помогнеме, а севкупно и целиот регион да го придвижиме напред. Благодарам. Хвала најлепша. Благодарам многу. Ги поздравувам сите присутни и се заблагодарувам во моје име и во името на Советот на министри на Босна и Херцеговина за поканата да присуствувам на денешниот самит. Искажувам голема чест и задоволство повторно да имам прилика да се сретнам со почитуваниот премиер и мојот ценет пријател Заев и уште еднаш да потврдам високо ниво и квалитет на пријателски односи помеѓу Босна и Херцеговина и Македонија како две држави, мултиетнички држави кои може да бидат вистинска матрица и парадигма за просторот на Западниот Балкан, за да може да се надминат сите проблеми за тамошниот развој на нашите држави, да може да се насочи кон
европските интеграции. Веднаш на почетокот сакам официјално да честитам на ценетиот премиер Заев и на неговата партија на извонредната победа не само на минатите парламентарни избори, туку и на току-што одржаните локални избори. Тоа всушност е потврда дека новата визија која што се темели на создавање стабилна ситуација, на економски развој, на економска интеграција, на европски интеграција, визија која за цел има просперитет на државата со отворање на нови работни места и задржување во нашиот регион на младите луѓе е всушност најдена плодна почва. Тоа воедно е порака за севкупниот регион, што всушност е тоа што граѓаните од регионот на Западниот Балкан го сакаат: мир, стабилност, економски развој, поврзување и интеграции кои од нашиот регион и секоја држава поединечно ќе направат и просперитетно општество и просперитетен регион. Мислам дека затоа е важно да продолжиме со досегашното ниво на економска соработка и да се фокусираме на неколку исклучително важни сегменти, а тоа е пред се полето или секторот на поврзување на поквалитетно транспортно поврзување во регионот на Западниот Балкан, но еве конкретно помеѓу Босна и Херцеговина и Македонија. Навистина тоа ниво на нашата поврзаност, транспортна поврзаност е нешто кое што не оди во прилог на посодржинско јакнење и подобра динамика на економска соработка и сосема сигурно секоја држава поединечно, а посебно како регион ќе мора да создаваме заеднички регионални проекти. Во таа смисла заедно да настапуваме кон заинтересираните инвеститори и кон фондовите на Европската Унија, за да можеме да возможиме поврзаност пред се на представниците на стопанството и да возможиме секако и врска помеѓу нашите граѓани. И со самото тоа значајно да се унапредат бројните сектори во економијата, меѓу кои што е и туризмот, нешто кое што е многу интересно за Босна и Херцеговина како и за Македонија. Затоа во престојниот период ќе подпишеме и нови договори кои што ќе бидат врзани за туризмот, за развојот и јакнењето на економските односи, за можноста на патување со лична карта, за подобра конекција на нашите главни градови и во обид секако да создадеме еден амбиент кој што пред се на нашите стопанственици ќе има возможи поголем обем на соработка, поголем обем на трговска размена, поголем обем на размена на знаење и искуства. Секако нема да се сопреме на тие сектори, ќе ги јакнеме секторите на култура, на образование, бидејќи нашата конечна цел е целосна визна либерализација на подрачјето на Западниот Балкан и секако и понатаму клучен приоритет е тоа што најмногу го обединува Западниот Балкан, а тоа е европските интеграции, нашата конечна цел да станеме полноправни членки на Европската Унија со јакнењето на односите меѓу Босна и Херцеговина и Македонија, со јакнењето на односите во регионот на Западниот Балкан, заедничките настапи кон трети пазари, презентации на севкупните економски стопански инвестициони потенцијали на Западниот Балкан е нешто кое што може да не врати во фокусот на интересот на големите инвеститори, кои што на ова подрачје би можеле да дојдат како интегратори на производството со оглед на комплементарноста на стопанствата во земјите од Западниот Балкан, и во таа смисла ќе продолжиме да работиме, но фокусот ќе остане пред се на креирање на стабилен амбиент на Западниот Балкан. Ми се чини дека тоа е главната порака која што ја добивме од стопанствениците, дека тоа е најважната порака која што ја добиваме од нашите граѓани, значи мир, стабилност, јакнење на меѓусобното почитување, уважување, јакнење на нашата економска соработка и креирање на Западниот Балкан како простор кој што може да биде атрактивен за глобалните инвеститори или во намела рака инвеститорите кои што доаѓаат од Европската Унија.
пораките и процесите кои што ги води ценетиот премиер Заев во последно време посебно е добра матрица, добра порака за Европската унија, а нашето зачестено дружење секако е нешто кое што сакаме да го претвориме во важна порака до Европската унија дека Западниот Балкан не е дел од проблемот, туку е дел од решението и ние на вистина географски, политички, светогледно и во секоја друга смисла припаѓаме во Европската унија. Ќе продолжиме со јакнина соработка во Босна и Херцеговина и Македонија и за многу кратко време ќе договориме и званична посета до Советот на министрите на Босна и Херцеговина за владата на Македонија, што ќе представува добра прилика да подпишеме нови спогодби, договори и да креираме и да трасираме на тамошни насоки на нашето действување. Уште еднаш на вистина се заблагодарувам на мојот драг пријател Заев на срдечното добро дојде, исто така и поканата секогаш да го посети Сарајево и Босна и Херцеговина останува постојано отворен и ова е сигурно добар пример за соработка во регионот кој што ќе го продолжиме и кој ќе го претвориме во една матрица на севкупното действување внатре во 6 земји од Западниот Балкан. Благодарам.